Охо, денес си многу убаво облечена. Благодарам. Убаво е да се биде модерен, но не треба да се претерува. Си бил еднаш еден цар. Тој сакал постојано да биде убаво облечен. На ништо друго не мислел, освен на модата. Царот се пресоблекувал речиси секој час и секој час излегувал пред својот народ. Со текот на времето, низ царството и неговата околина се чуло и прочуло за слабоста на царот кон убавата облека. И? Еден ден, две момчиња решиле да се пошегуваат со царевата желба да се дотерува со нови и модерни алишта. Дошле пред портите на замокот и побарале прием кај царот. Стражарот не сакал да ги пушти кај царот, па првото момче рекло: ние сме двајца кројачи и пронајдовме нов начин на ткаење на платното за облека. Вториот пак лажен кројач додал: само оној што е глупав и кој не се разбира од мода не може да ја свати нашата облека. Таквите не се ни достојни за новата мода, вреснал првиот. Царот бил многу љубопитен и ги примил двајцата кројачи. Им дал една вреќа злато за да го исткаат, а тие го измериле со кројачкото метро. И што смислиле кројачите? Тие земале златен конец и се преправале дека шијат. По кратко време, двајцата кројачи дошле во царевите одаи и рекле: еве, ваше височество, што мислите за ова? Погледнете ги само боите, дали чувствувате колку е меко платното? Царот бил гол, а не можел ништо ни да види, ни да почувствува. Но не сакал да признае дека кројачите не му дале никаква облека, затоа што сите би рекле дека е глупав или дека не се разбира од мода. Тој им честитал на кројачите за облеката, а всушност бил гол. Сите дворјани им честитале на кројачите, никој не сакал да признае дека не се разбира од нивната мода. Никој не сакал да признае дека не може да ги види алиштата. И така, царот шетал гол низ плоштадот и сите биле воодушевени од неговата нова облека. Но едно дете кое не се разбирало од мода рекло: видете, царот е гол, царот е гол. Дури тогаш сите луѓе се свестиле дека навистина царот нема никакви алишта на себе. Почнале да викаат: детето е во право, царот е гол. Смешно е, ама и жално. Царот сватил дека бил измамен од двајцата лажни кројачи и бескрајно се засрамил. Тој ден царот решил да не биде веќе роб на модата. Сакам да си купаме ни нови фармерки, ама се предомисли. Зошто? Не сакам да бидам како царот. Не треба да бидеме робови на модата. Па тоа е само